Истражување на манастирот Успение на Пресвета Богородица, Матка, историско и духовно патување. Сместен во спокојниот кањон Матка, во близина на раздвижениот град Скопје, се наоѓа манастирот Успение на Пресвета Богородица, познат и како манастир Матка. Ова свето место, сместено на левиот брег на реката Треска, веднаш зад браната на езерото Матка, е светилиште од духовно значење и историски интриги. Манастирот, кој датира од 14 век, е дом на женско монашко сестринство и продолжува да биде жив центар на богослужба и аджилак. Точното потекло на манастирот Успение на Светата Богородица е обвиткано во мистерија, без дефинитивни записи за датумот на неговото основање или првичниот добротвор. Сепак, историските докази сугерираат дека манастирот бил изграден околу средината на 14 век на античко место за богослужба. Оригиналната структура на црквата најверојатно претрпела штета за време на турбулентниот период на османлиското освојување на Македонија. Дури во 1497 година добродетел по име Милица ги обновил покривот, фреските и канцеларот, како што е наведено од надписот над влезот на црквата. Манастирот Матка е одличен пример за византиска архитектура. Црквата е дизајнирана во форма на крст испишан во квадрат, со купола која се потпира на октагонален тапан поддржан од масивни пиластри. Надворешната апсида е тристрана, типична карактеристика на благородната света архитектура од 14 век. Малите, високо поставени прозорци и неизменичните редови од камен и тула во фасадата придонесуваат за препознатливата естетика на црквата. Манастирот има посебно место во срцата на локалното население. Секоја година на 28 август, празникот Успение на Пресвета Богородица, локално познат како Големата Богородица, привлекува илјадници посетители во манастирот. Настанот е обележан со голема прослава, комплетирана со заеднички оброци, традиционално грав и музика, поттикнувајќи чувство на заедница и посветеност. Манастирот Успение на Пресвета Богородица е светилник на духовниот живот од своето основање. Тешкиот терен и спокојната средина го направија идеална локација за монашкиот живот, обезбедувајќи услови погодни за исихазам, практикување на непрестајна молитва. Историските записи, вклучувајќи ги и оние на Јован Трифуновски, ја истакнуваат улогата на манастирот како централен центар за неколку други цркви, манастири и испосници во регионот. Внатре во црквата се наоѓаат остатоци од фрески од 15 век и разни камени елементи од раноримскиот и ранохристијанскиот период. Тие вклучуваат делови од архитрав, коринтски капители и олтарски столбови украсени со христијански символи. Значајна надгробна плоча во црквата носи надпис «Во чест на Марија, христијанка која починала во 1372 година». Денес, манастирот Успение на Пресвета Богородица продолжува да биде место за аджилак и историски интерес. Го посетуваат и локалното население и туристите, меѓу кои и значајни личности како што е председателот на Република Македонија. Манастирот служи и како складиште на локалната историја, со споменик на кој се наведени донатори од Скопскиот регион, како одраз на различното културно наследство на областа. Посетителите на манастирот Матка можат да уживаат не само во неговиот духовен амбиент, туку и во воодушевувачката природна убавина на кањонот Матка. Околината на манастирот нуди можности за пешачење, кајак и истражување на богатата флора и фауна во регионот. Манастирот Успение на Пресвета Богородица во Матка е повеќе од само религиозно место. Тоа е доказ за богатото историско, културно и духовно наследство на Македонија. Неговиот спокоен амбиент, архитектонската убавина и длабокото историско значење го прават задолжителна дестинација за оние кои бараат подлабоко разбирање на минатото и сегашноста на Македонија. Ако уживавте во ова видео од манастирот Успение на Пресвета Богородица Матка, ве молам, коментирајте и споделете го видеото. Претплатете се на нашиот канал на YouTube за повеќе увид во скриените богатства и историските знаменитости на Македонија. Придружете ни се на нашата следна авантура додека откриваме повеќе фасцинантни приказни и пејзажи кои го одземаат здивот.